секој од нас има многу желби. Некои големи, некои мали. Но сите тие колку и да се важни може да почекаат. Најважно од се е сите да сме живи и здрави. Здраво живо, добро дојдовте во третата емисија на втората сезона на Диетална максимална. Во вчерашната емисија зборувавме за обезноста како проблем. Слушнавме какви се очекувањата на кандидатите, кои продукцијата ги селектираше за стручниот тим да ја даде својата конечна одлука за учество во емисијата. Во денешната емисија издвојуваме двајца кандидати со кои ќе имаме подетелно запознавање. Еми, Бубе, Гаго и Вероника имаат премногу прашања кои треба да бидат одговорени на така нареченото жешко столче. Денеска ќе бидат Зоран Јовановски и Виолета Капони-Велевска. Поради динамиката на снимање активностите во Synergy Fitness and Spa, првата предност е кандидатите да бидат од Скопје и да може да ги почитуваат термините кои се зададени. Како што кажавме и во претходните емисии, во оваа сезона имаше пријавено доста малолетни деца кои продукцијата од старт ги елиминираше поради возраста. Да започнеме со оние кои што ги селектиравме, а жирито за нив ќе треба да потврди. Ледот го кршиме со Виолета Капони-Велевска. Добар ден, Виолета. Добро дојдовте во Диетална максимална. Добре ве најдов. Дали може да ни се представите? Јас сум Виолета. Една мала слика за вас. Виолета Капони-Велевска, мајка на 2 сина и на едно внуче. Супер. Невработена. Живеете во? Живеам во Тафталиџе 2 на улица Будимпештанска. Супер. Добро. Капони, интересно презиме. Да. Ова Велевска како од Велес, а Капони? Ето е од Прилеп. А, добро. Не, дека Велес се насмеав. А Капони? Ето е италијанско. Добро. Ако интересно ви е. Да, интересно. Да. Интересно презиме. Се пријавивте во Диетална максимална. Да. Поради што? Освен килограмите. Килограмите малку да се разбрдам, пошто сум нонстоп на телефон, сирам, имам 3-4 телефона, еден се испразни па се полни, па пак се и така си правам нонстоп. Нонстоп сум си. Може да излезам до пазар или било каде, ама претежно сум дома и сакам малку вака да се разгибам, да се разбрдам. Некоја интересна игрица? Па многу имам игрици. Сите телефони ги празнам, па ги пунам и така. Па малце ако се заврши па позовам на таблет и така. Значи мислите дека сте дошле до зголемена килажа бидејќи сте неактивни? Да. Дефинитивно. Емоционално јадете? Па са вака да ви кажам, секогаш не, но меѓутоа има некојаш кога јадам и без врска, не ми седам, ете јадам. А што мислите дека сега ако ние во шоуто ќе промените, дека нема да го правите тоа? А јас ќе бидам дисциплинирана, затоа што јас еднаш бев на ми се ја придржавам од време на време таа диета, ама знам да си забегам малку. А сега 100% сте решени дека Да. Не, пошто ми смета, стварно ми смета. А со што забегуваме најмногу, што ни е порок најголем? Благо, леп? Не, благо не јадам воопшто. Благото ми е скроz исклучено. Може да јадам благо некојаш ете така, ако нешто ми постака душата, ама грицки, леблебија, солени љути смоки, например, си сакам. Значи постојано јадење во текот на Да, не мора да е стално, али леблебија морам да имам. Добро. Леблебија нонстоп грицкам. Лебот сама си го исклучив. Леб, например, јадам ретко, така никогаш ако има нешто као манџичка, така па малку као да се тоа сосот да се впие, да идам, иначе леб слабо јадам. Слушайте, леблебија јадов. Тоа е едно од поздравите како грицки. Подобро него чипс дадете, но се е до количината. Па јас некош забегувам. Јас си кажам дека си забегувам. Добро, ама и смоките се тука. Смоките се дефинитивно. Смоките се проблем затоа што се одржат многу скроп. Знаете дека се прават од Знам, ама и те некош ете така. Да, сега сакав да ве прашам дали имате некоја цел колку би сакале да биде тоа, дали имате одредено или сакате да видите колку ви би успеале? Па сега вака да ви кажам дека сакам да симнам најмалку 30 килограми. Во рок од 3 месеца? Да. Затоа што еднаш добро мислам тогаш вајде тиридата беше, јас имав баш се мерев, имав 101 кило и баш ти правевме моите кам 101 кило. Али тогаш што тироидата јас за 15 дена ослабев 30 кило. Дали имате сега проблем со тироидата? Сега немам, но меѓутоа тогаш имав за 15 дена 30 кило ослабев. Дали имате некој друг здравствен проблем? Дали користите некоја терапија, да речеме? Да, користам затоа што имав мозочен удар. Добро. И после имав пипи напад, но меѓутоа да беше еден и вреден, но искршив рака и тоа е тоа. Не, сега ена пиете или? Не бијам ена, пијам него вал се користи за притисок. За притисок, значи имате зголемен притисок. Да. Па знае да се. Дијабетес нешто? Не, такви чуда немам.
Само с големен сноти крвен немам, да. притисок, да. И знае некојаш така да си се качи, не го осеќам, но и тоа знае да си се качи. Значи крвната слика е добра. Супер е. Барем Кога сега да последен си... пат сте правеле крвна слика? Па не знам. Беде последна Последните година. 6 месеци? Да, имам правено, да. Добро. Виолета, рековте, ја скршивте десната рака бидејќи ве приметив. Мислам, не кажавте десната, туку јас Да, ве приметив десната рака. и то со левата. И то со левата. Ви се Да, не движењата? можам баш многу догоре да ја дигнам. Во морам со раката ова, на пример, да си помогнам ако нешто сакам повисоко да кренам, морам еве вака со оваа рака да си помогнам. Тоа ми е. Добро, дали мислите дека таа ќе ве ограничува Не, за време на јас вежбањата? ќе се трудам затоа што ходев на терапија и се трудев што повеќе да ја движам и да ми е пувал, а не да седам вака згрбавена дома и да играм на игрици. Добро, Сакам. дали ќе ве ограничува во движењата за време на вежбањата? Па Ќе се се може до трудиме? некаде да, но меѓутоа јас ќе дадам се од себе за да успеам и сакам да успеам. Добро, а имате ли проблем со половината, со рбетот, со Не, колениците? тоа не со колениците, нема, може со кичмата кod самата дебелина да си имам. Добро. Дебелината си придонесува на тоа. Иначе немам никаков проблем. Едно што не можам нагло, например, да се наведнам, да речеме така нагло да се наведам, тоа малку ми смета, но меѓутоа полека ќе си се наведам. Да. Дали сакате да готвите? Сакам. Добро. Дали функционираме, извини, на неколку главни оброци и грицки од страна или цел ден ни е грицкање? Не ми е цел ден грицка. Така имаме главни оброци, нели доручек, ручек, вечера. Например, така. вака за доручек некојаш јадам 2 јајца варени со ајвар, 5 сата поминуваат и се ако правам нешто јадење нормално манџа јадам, но јутро гледам да е без леп на после 5 сата. И само може, ако во тие 5 сата дека поминат нешто ми се приеде, тогаш може да земам или јаболко, или банана, или леблебиово весто. А како сме со салати, дали јадете салати со Јадам. тој главниот оброк? Јадам што само ви да е- не се зелени многу. Пошто зеленото не смеам да го јадам. Зошто? Па тоа што пијам тоа што е по шема синдромот. Добро, Зеленото му смета. хлорофилот тука. Добро. Мислам јадам, но меѓутоа да не е количински, да не е секој ден. Да. Значи добро си јадете рендани моркови, да речеме, Да. трупки, сето тоа. О, ти ми се најомилени, трупка, дајкон ти ми се најомилен, и зелка. Одлично, тоа е многу Да. добро, затоа што Риба сакам многу, си ја сакам. тоа е многу добро. Да има меѓутоа, како секој ден би ја јадала. Треба да ги сврлите грицките, знаете, нели? Тоа секако? знам, но меѓутоа вам треба малку вака на мозокот. А јас кога ми рече тој докторот што кога го добивме зочиот ми ка Виолета, те молам да не јадеш сирење, викам. Ајде да се договориме леп да не јадам сирење, не ми брани. Не озбилно јас. И мене све Сирењето- може да ми забранат само Ау, сирење, не. сирење не. Сирењето значи секогаш во некоја голема салата убава, шопска нашата позната Ма салата. ја би можела например. само да А бубе јадам. вака цело парче да синеш и да го изедеш тоа? Тоа Да, најубаво, ама и со секогаш- патлиџан. Секогаш со салата, затоа што Па добро, со например, патлиџан, например, Да е со може. патлиџан. Да, Да. затоа што Да, ама самото да не преовладува па самото сирењето. сирење како сирење Е содржи масти, само многу масноти заситени масти. и нема растителни влакна кои што се потребни. Сето ми е јасно, јас ви реков, јас леп нема да јадам, ама сирење сакам. Имаме и ние количината е познати сме по добро сирење во Да, во Македонија. штета да не се јаде. и штета Уште да кога не има се јаде, потекло меѓутоа, од берово, како да не се Треба помне. се во умерени уште побаво, ќе граници. се договориме и за некое калапче. Не е проблем. Ќе Заедно. ме рачаме. Тоа е најмал проблем. Одлично. Ја мислам дека детектиравме нели што е всушност проблемот. Ако имаат колеги некои други прашања, добивме некоја слика за вас кој е проблемот, кои се вашите навики. Сами кажавте дека воопшто физички не сте активни, Не одите сум си само признавам, до си пазар. признавам до пазар ако Па, отидам. Бога ми, И три сега телефони например да си испразнат. може да имам например сега си земав идни ластици, што викам муж ми само прашина да фаќат, меѓутоа сепак пак земам и вежбам малку со нив и го земав оној точакот како се викаше, не знам, седнеш на столица и да возиш и со рацете ваквото и Аха, добро. Да, рековте дека готвите, така? Да, си Кој ви готов. е, например, еве сега кога би сготвиле денеска или утре за ручек, да речеме, што би било тоа што би го сготвиле, што ви е омилено, кое што О, не знам, тоа треба да го прашам супругот, пошто ми е малку вака, јадеше све, но меѓутоа, сега тоа ли ти текне, сега тоа ли ти текна. Добро, за вас кога би готвеле, да речеме, Ама сопругот сега не е ќе тука. мора Јас да си готвате сак- за вас. Супругот Не да може отиде сега. некаде на Јас си пат, сакам вие сте тикви, сами. јас си сакам тиквици, модар патлиџан, пилешко месо, Тоа би го сготвиле пржина ако сега или- треба да Не, не, направите ручек, печено. тоа би го сготвиле. печено. Тиквиците и модриот патеžан малку ме подсеќаат на Италија, затоа што таму студирав, они поготово Па и јужниот дел на пресивето е веќе. Јужниот дел на Италија има најдобар, не знам дали сте го пробале, најдобар модар патлиџан има било каде во светот. Јужна Италија е позната по
тој модар патличан што го има долг и многу вкусен и тие го користат буквално во секоја јадење што ќе го спремат и тоа е многу добро. Ти кажам по сама емисија еден рецепт. Одлично. Ама ќе морам маш ми да го прашам за по. Јас вчера постирав еден со црни домати. Да, црните домати или модриот патличан јас многу го сакам. Многу добра замена за месо. Да, си го сакам, да. Сакат месо, а не може да се откажат, може да направат. Не, можам да се откажам од месо. Плескавици и многу други рецепти. Можам да се откажам. Се немаат протеини, се може Не мора. Не, едно време бев игрорка дома, така понекогаш вежбам, кога идев на пример на терапија со сукало вежбав, со тие работи правев А вежба. пешачеш ли? Па ете ви реков, некојаш ме мрзи до пазара и назад. Еве сега на пример баба ќе си од тука ќе си одам пишки до дома. Значи се е до главата. Ако Да. не ве мрзи, Не ме мрзи, но меѓутоа некојаш се дешава да имам као некој страв да не сум сама, да имам некој со мене, би шетало, ајде да не претрама од тука до не знам до каде би отишла. кој мислите дека овие 3 месеца треба да ве мотивира најмногу? Самата ќе си се мотивирам. Знаете дека ќе треба да дајате 3 пати неделно да Знам. вежбате? Знам. Добро. И сега да ве прашам уште нешто. Дали ви препорача за раката пливање? Пошто Не знам мислам да пливам. Како? Не тоа е знам. Добро, ама хендикеп. треба да се. Тоа е А, хендикеп, добро, затоа сега што во- мислам Па не дека мора да значи на луѓето кои што еве и јас тука ќе се надобрзам на бубе дека треба да пливаш за раката, тоа Ама дефинитивно. да, Не ми знае. рекла, не сум да пливам. Значи, рехабилитација за раката во базен може и да не знаеш да пливаш. Да. Не, добре, јас можам да влезам во базен, на пример да чушам и да ги мрдам рацете, тоа можам, Ете, тоа, така, али да да се тргнеш. пуштам Да, да пливам, ама да ќе бидам научиш, како секира можеш и под се вода. за тоа. ние имаме прекрасни бањи кај што може да отидете, мислам дека многу може да ви Јас одев, но помогнат. меѓутоа одев во Катланово, но меѓутоа ради топлата вода многу не ми дозволува ради притисокот. Да, Да. ради проблемот кој што сте го имале. Можам да ве прашам нешто. Еве, ние сме тим и они се тим. Така не поделија машко и женско. Да. Ако треба да бирате, кого би одбрале? Вас, леле вас. Вас, Нифта! Чекај следно, маца да се покажеме, ајде. Виолета, спреми се. Се спремам. Ќе ги поминеме сите кандидати, ќе видиме, одлуката ќе биде на крај од Во стручното жири на Диетално максимално. Ти благодарам за И јас многу ви благодарам, затоа што јас и лани се привив, но меѓутоа не ме викна. добро. Ева Да. втора шанса. Да, па Значи и си се- ме да упорни бидеш- тоа. Да, Добра сакам. карактеристика, Не, да, ми се сакам, свиѓа. јас сум решил и морам Ама да гледаш, одам. одма мене ме одбра, Да. што ме гледала. Па не пошто ве гледа вас, Да. не јас нив ги гледав и знам како што е. И затоа. Значи не сакате нови работи. Нема врска, јас све си сакам. А, Све те си сакам. гледаш. Добро, мораше некого да одбере. Мораше Еве малку се Италија. Не сака Малку Италија преобладуваше, пошто не лите. Ако нема тука луѓе, нема тука луѓе. Виолета, ти благодарам многу. Јас Мило многу ми ви е. благодарам и мене ми беше мило што ве запозна. Се надевам дека ќе се дружиме. Се надеваме и ние. Да. Да, ми благодарим. Благодариме. Стручниот тим во Диетално максимално детално ја преслуша Виолета, која вака на прв печаток ни се вида доста позитивна, искрена и забавна. Во продолжение, да се запознаеме со 60 годишниот Зоран Јовановски од Скопје, тежок 112 килограми. Добро дојдовте, Зоран Јовановски добро во ве најдов. Диетално максимално. Како се чувствувате? Па сега за сега одлично. Сега А за поне сега. така изгледа пубо. Супер. Поодлично. Така е. Може ли накратко да ни се представите, кој сте? Од каде доаѓате? Вака, јас сум, како што кажавте, Зоран Јовановски. Доаѓам од населбата Кисела Јабука пред Волкова. Имам 60 години. Друго, Интересно. женет сум, имам 2 сина возрастни. Пак ова Цело денеска време со се кандидативе, синови, да. све синови штубаво, и јас два. Све синови, само уште не се Да женети. не ги заборам. Нема проблем. Па и ја викам нема проблем, па ќе видим. Која е причината која што се пријавивте во Диетално максимално? Па најпрво, кога ја гледав првата серија лани, И добро беше? многу добро ми се допаѓаше и чекав само времето кој ќе да е 16:30, мислам дека беше. Толкму така. И само пред телевизорот и никој не сакав да ми смета. Викам, сакам да го гледам. Сега, интересно ми беше. Кој ќе викам, победи? Па некој ќе победи, него на повеќето вежбите сакав да ги видам Самото и шоу, Динамика, самото шоу, шоу да, е било шоуто. интересно. Само еден момент се исплашив, таа господјата кога падна, кога се лизна од... Ништо не беше Па наивана. видов ја после дека ништо не Ништо беше, не ама се беше исплашив, наивана. ај, викам жена во Да, во секој случај Се се изгледаше случи. страшно. Да, така. Ама Ама онака беше многу интересно и
кога видов на крај дека дечкото од 30 и колку беше 2 кила мислам Да, Игор, дека ослабна. претходниот кандидат, односно Так. победникот на претходната Да, Игор, сезона, да. ослабе 30 килограм. Па одлично. А јас можам да се пофалам од за месец дена имам симнато 16 Да, кила. твојата цел која е? Колку килограми помалку Па од сега? испод 20 да не биде. сега ако од За 3 Зимата месеца колку сакате имаш во 20 моментов? кила. А може и повеќе за 3 месеца. Не е проблем. Јас 16 сум кинул за месец. Вистина, како? Да. Само со физичка работа. Физичка работа. Да. И Копачот- копачот и менување на лопата. исхрана малку секако. Најдобрата физичка работа. Да. Копачот и лопата. Копачот и лопатата и не е сенка да има него на сонце. Како се потите, Дали сега си тече. работите? Работам само И уште 3 литра не е вода многу на тоа. Работата тешка, као ноќен чувар сум. И преку ден сум слободен нонстоп и затоа се улежав малце и А колку време спиете? Преку ден спиете? па преку ден негде 3-4 сата. Само толку. Тоа е се. Па толку. Добро, навечер и на работа кога сум дежурен малце така на фотелја малце ќе дребнеш, а иначе кога сум дома си спијам нормални 6 до 7 сата. Добро, меѓутоа таа ноќна смена не е секојдневна, тоа е на секој втор На трет трет ден. ден. На На трет трет ден, ден, така, на трет доаѓа ден. така да Два не е- дана прва, два дана втора. Не, само ноќна. Само ноќна, А, само по ноќна? 12 Само часа мислам дека е. Да, 12. 12 часа Од 48. 7:30 до 7:30 и после другите двајца колеги доаѓаат, па ја третата ноќ доаѓам. 48 часа одмарате, 12 работите. Да. Така. Само не е тој систем како што беше полицијата. 12 работиш, 24 одмараш, 12 работиш, 48 одмараш. Не е тој, него ние сме дека тројца па се менјаваме. Добро, сакам да кажам дека имате и ноќно спиење, не е секојдневно. Да. Да, тоа е Ама Ама добро и нема битно е. постојано Не, не, исто, не. што е Постојано, многу да. битно и тоа за Едино некојаш сабота се здравието. погаѓа и преку ден да се дежура. Не работен ден, например, или празник или нешто, преку Да, ден се тогаш дежура. денска смена. Да, Значи. денска смена која е порелативна така Добро. реласирана. Вака, мене еве како во улога на нутриционист, ме интересира кои ви се навиките во исхраната, дали имате некоја храна која што ја преферирате, ја јадете најчесто и без која не можете. Ви кажам искрено не. Немам таква некоја храна затоа што сопругата е перфектна домаќинка. спремна да ви пофалам. готви. Разновидна исхрана. Разновидно Или е вие готвите? Не, она повеќето готви. Јас така знам Дали некогаш тради- да ги изненадам деца, да сварам некој гравче или нешто да им направам. Дали традиционално со секој ручек имате една голема убава салата? Па не баш многу голема, ама секогаш има салата. Салата има. И ракија. О, ракија, без тоа не може. Ја една чашка, жена ми две. Ау, Па она ме научи. Заслужно е тоа дека она го прави ручекот. Да, ама и она ме научи да пијам. Ја алкохол не сум пиел додека се Ние запознав. жените што Еба се- жени остани. Да не сме ви у кожа, а па и вие да не сте у кожа. Ке нас. Ја слушаш ли сопругата? Зар? Да, имам уши две. Тоа е добро. Да. Не, А не, кој е- ја слушам, не. Која е најголемата причина? Дали еве пошто ја слушаш сопругата? Дали ти е не се гледам? Само Само тоа. само Не, сакав да те прашам, И храната. дали ја имаш поддршката нејзина? да, па она се изненади и синот поголемиот се изненади, баш бевме у гаража кога господјанкица ни се јави на телефон и рече Зоран, вика ќе ве повикаме видење да видиме што е како. И тука Славија одма. И тој почна да вика у гаража. Јанкица рече што е ова викање? Викам синот се израдува, викам па викни го и него, викам па и он има нешто, викам вишак, негде 20 на кила има вишак, ама ја имам поише. Ја ќе да викам. А Ти од си синот ја спремен. имаш ли поддршка? Да, со сите. Значи од И сите, од тоа е двата сина најбитното и нешто. сопругата, да. имате Оди. поддршка. Ама Да. еве, ако не влезете во шоуто, така? Еве, на пример, кажеме. Да. Дали не би го пробале, не бе, да ослабнете, да пробате без тим да имате? А јас да ви кажам, еве, четврти ден лебот го изфрлив од исхрана и повеќето сум на салати. Сега гледам, се осеќам некако. Значи имате сами Да, мод да, се да, мотивирате, не би имам, треба имам, само да. од нас, Имам само мотивација. Како кога и- Анкица се јавила, тука почнала Да, мотивацијата, па нели? сигурно беше така. ето, Да. знам. Понеделникот мислам дека она ми се јави и ја веќе почнав од другиот ден и велосипедот си го направив Браво. и вртење по 4-5 круга, Банкица тоа се секој ден да ви се 10 на јавува, 15 мислам км. дека најпаметно ќе биде. И времето е убаво и таму Па, не мислам знам кај сега. вас дека Да не направиме друга белја. имате Не. добра Се јавува па после Не, не, жената не, мене зборувам танкта. само за вежбање. Не, не. Само А за колку исхрана и кила за сте сега? вежбање, за Колку тоа кила? килограм, Па, не. мислам последниот пат се мерев 112. И сакате 20 кила отприлика Па да тој ослабнете. минимум 20. Значи мои идеални си ги рачунам негде 85 до 90.
на таа висина. А ако не ги осламнате во рок од 3 месеци или еве во првиот месец, пошто ќе биде со елиминација, ако не го осламнате ќе се Обесправните ли? Не. Не, морам да си продолжам сам, затоа што се осеќам дека Тоа е ваша лична борба, да. да, Мора да се да осеќам и оствари. малце Дали се синовите активни? па малиот, мислам, помладиот син е поактивен него повозрасниот. Ме интересира дали ќе имате друштво ако со некој може да да. одите да пешачите, Па да за таква работа мислам дека и постариот син ќе се сложи. така не. Да, Може и со вози женичката. велосипед. Најдобро зошто со жената Порано друштво да си шетавме правите, со да си незе, шетате, да. Шетавме заедно. Само не се водевме за рачиња, Нема проблем. него само така. Шеткете, Најубаво е шетање Добро, уз муавет. вие имате Со таму предел кај што можете да шетате, мислам немате потреба да земете автомобил па некаде да отидете Не. Тука директно. нели е близко. Можете па да, малце подалеку 5 километри имаме Добро, до ама со Кучкова. кола има и убаво со горе велосипед, таму да, да се со пише. велосипед најдобро. Само многу не е со велосипед по, Да, не е по тој пат нагоре. По тој пат тротоари нагоре нема. од Нема кисела јаболка тротоари до плюс автобусите и налета па Да. Да малку за велосипед велосипедите нагоре ги не. почитуваат Ние си одиме кај нас. повеќето пешки до Стопански двор, до обиколница горе А од и се другата спуштаме страна. надоле и да. А не дали рековте, дали сте пробале некоја диета да ослабнете? Не. До сега не сте Да, пробале. такво не. Добро. Прв пат вие да се решите да ги Да. Освен тоа што го наведов, што го кажав, Самостојно што 16 има кила, да, со ослабено физичка тогаш. работа, 16 кила за месец, да. Само со тоа, не сте промениле Не, ништо не. исхрана. И тогаш прв пат почнав газирана вода да пијам, до тогаш не сум пиел. На мои 25 години. Вода никаква газирана не сум. Како ја лубеница на 35 која пројадов. И си викам што сум пропуштала. Па ја маслинки почнав да јадам на 50. И па сега- Ако никош не е касно. Еве и ова за ова никогаш не е касно. Да, да, да. Зоран, имаш ли некаков здравствен проблем? Сега за сега не. Да чукнам дрво да тоа сакам Па да и ја да прашам. чукнам од дрво, ама А некакви болки, половина рамења. во кичмата, да. Кичмата, Тоа може да му е и од И од веројатно од дебелината и од недоволна Не е активност. само тоа, и на времето си имам малце повредено. Аха, како дига. на травма. Да, значи, дигав едно буре, како каца да го кажеме, што собира тешност преку 200 кила, ја сам ја изнесував од подрум. И тогаш осетив што ми крцна од позади на кечмата и од тогаш си го имам проблем. Сега сте во најголема килажа што некогаш сте биле Да, или? да, дефинитивно. Сум бил 90, 95 до 98, До кога? До пред неколку години Па, или одамна? 7-8 години. Таа сум ја Ова држал. над 110 веќе е многу. Да, да. Ма ја викам и над 100 е веќе многу. Над 100, да. За висината што има Три и бројки која се појавуваат веќе е тоа. Веќе да. И за Викаат, возилата Кај Така, сите да, бил више маш. 3 бројки. возила. Ама и Така за викаат. возилата и возиш над 100 више возилото те управува, не ти. Тоа е веќе опасно. Зоран, ако те одбереме да бидеш оваа сезона, пошто претходната си не гледал, оваа сезона за разлика од претходната ќе бидеме ривали со мојот драг колега Драган Гаго. Добро. Значи ќе бидеме два тима. Кај кого сакаш да се паднеш? Ја како ме гледа. Кај тебе. Гаго шо правиме сите кандидати кај мене. Не, Дека ти ги ај ќе прашуваш, влечеме не сме ждрепка. да Не, не, добијат. ждрепка. Да влечеме ждреп. Да, ждреп. Така, Ждреп. најфер Оне ќе биде вака мирен, најправедна. затоа Да, може да. мислите дека не, ама чек. Не, знаеш што? Да, Искрено ќе ви исполнира. кажам, ја го гледав и него и Да, и господин Гаго Гаго. ни беше и гостин и драг мој Само колега и гледам малце, он некако малце по строг. Јас? Абе, сега ја кажувам така, се ти. така добро, така па. делува. Па како ја замисли? Така делува. Технички да има резултати. Да, да, и па за тоа гледам сега се Дисциплина, двоумам да, сега дали да. да идам на поише дисциплината или па по нежност. Не па, ама тврда рука си е тврда рака, да, значи тоа е. Ама и Кенеза има тврда рука. Има. Е, праша го Игор претходната сезона па да видиш. слагам, А Маријан помалку. најмногу знае. Со него само нонстоп нешто имавме дилеми, кој што како, ама мислам дека Зоран и со тебе ќе имам некои дилеми. Не ми се вера. Сега Зошто? зависи кој делими. За вежбањето ја немам други никакви. Ми ја нема да се откажам. Слушај, значи чим он Ако осладил треба- само од физичка активност, нели не променил, пошто тоа е многу реткост. не, Ама тоа збориме Искрено, пред 30 Искрено, години. значи он е Манекенке За направи. купачот и 30 за години. лопатата ќе се Супер за вежба. договориме. Сега имам едно место, спремна сум и јас, ама ја не да ослабам. ти Да ќе- копаме, така? Да, да. Нема проблем. Договорено? Вака сакам да прашам само дали си подготвен
да ја смениш исхраната, на пример она што ние би ти го дале да го конзумираш во текот на цело, дали лесно го прифаќаш тоа, дали си таква личност, дали ја прифаќаш промената и дали тоа не ти е проблем, затоа што има луѓе што многу тешко прифаќаат промена на исхрана, имаат некои намирници кои што не можат да ги исправат. Не можам ова, не можам ова. Морам благо да јадам, морам да јадам сирење. Благото можам да го откачам. Морам да јадам. Не е за благо, ама спремни сте да идете по програмата и дисциплинирани ке сте, така? Морам. Да се надоврзам, извини, дали има храни кои што ти сметаат и што не можеш да ги јадеш? Или се јадеш? До сега не сум приметил нешто што не можам да го јадам. Освен ќотекот. Не го сакам. Зоран, се надевам дека ќе размислиме. Уствари не се надевам. Јас се надевам дека ќе размислите. Така. Ама позитивно. Ти благодарам што дојде денеска, што се представи онака како што треба. И јас ви благодарам. И ми беше чест барем колку толку ве запознат по сега. Дали ќе ме одберете или не, тоа си е ваше. Ќе бидеме во контакт. Обавезно. Да знаеш. Обавезно. Ако ништо друго барам за лопатата и за Па јас прожива карака. Да. Проблем. Тоа све се снима, све се гледа. гледа. Само ќе ми дадете некоја лопата убава, рачка здрава. Оти знам да ја скршам. Нова е све купено. Нова е нивата, све е купено. И нова нивата, таа неработена, таа со копач, нема каква прво така ќе почне. Значи поете ќе се. Ти благодарам уште еднашка и се гледаме. Благодарам. Благодарам. Златко Николов, Виолета Капони-Вилевска, Зоран Јовановски, Марија Куцева и Тодорка Тасева. Ова се предложените кандидати кои продукцијата ги предложи кај стручното жири. Жирито, по деталните разговори со нив, ќе одговорат дали ќе ги прифатат во шоуто или не. Но не знаеме на кои кандидати продукцијата ќе им даде директен влез. Секојдневните рутини почнаа да ми стануваат секојдневни предизвици. Сватив дека очите помагала ми го отежнуваат животот. Затоа го направи вистинскиот чикор. Лазерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија со можност за плаќање на рати. Закажете преглед на 0800 301 30. Промедика офталмологија. Гледај подобро, живеј подобро. Твојата природна изворска вода во умна амбалажа. Таа е 100% рециклирачка. Мислиме на природата, на иднината, мислиме на тебе. Изворска. Лебот како важен дел од секој оброк треба да се избира внимателно. Тонус не содржи брашно. Се подготвува од цели изртени пченични зрна, без адитиви, конзерванси и вештачки ароми. Благодарение на патентираната технологија и уникатниот рецепт на Тонус, сега можете да уживате во најздравиот леб за вас. Тонус содржи витамини и минерали кои го зајакнуваат имунолошкиот систем. Тонус. Лебот на иднината. Урбана линија на твоето секојдневие. Оригиналност која плени со полна самодоверба. Направете промена и дајте му свежина на вашиот живот. Во центарот на градот, студио Cut and Cut. И денес ми летна времето. Селекција опрашање, кандидати исто. Нема не биде лесно. Нема да спијам мирно додека не се дознаат кандидатите со кои што ќе имаме работа. Тек сега нема да спиеш мирно. Кошмар ќе ти бидам со мојот тим. Ајде сега чао. Тој мене кошмар ќе ми бил. Оф, леле, не знае со кого си фатил работа. Се гледаме утре, драги мои. До гледање.